Лидерите на 4 политички партии одлучија дека се исполнети сите услови за одржување на изборите на 11 декември. Поречиси 2 години тешка политичка криза, опозицијата остана без ниту еден аргумент за бегство од граѓаните. Лидерите на 4 најголеми парламентарни политички партии и потписници на договорот од Пржино со ова потврдуваат дека сите услови за одржување на предвремените парламентарни избори во 2016 според договорот од 20 јули се исполнети и затоа се согласуваат да се одржат избори на 11 декември. Стои во договорот на кој може да се видат потписите на Груевски, Заев, Тачи и Ахмети. Лидерот на ВМРО ДПМН вели дека е задоволен што по толку време Заев конечно е изведен на чисто. Во сиот изминат период, ова и минатата година, основна цел на ВМРО ДПМН беше да се дојде до избори и со тоа да се надмине кризата во Република Македонија. Минатата година СДСМ создаде криза. Таа криза ја одлагаше и продолжуваше колку што може. Направивме многу чекори со цел да ги доведеме во ситуација да не можат повеќе да ги одложуваат изборите, да нема каде да бегаат, да мора да се соочат со народот и да му возможат на народот да излезе на гласање и да си го каже својот збор. А ја точно знам дека народот на изборите ќе го казни ова действување и ова работење и сето она што го направи СДСМ на Македонија во изминатите година и половина. Се чини дека сите можни изговори кои што можеа да ги стават на маса веќе се адресирани на некој начин и денеска нема каде. Денеска за се добија одговор, се им беше удоволено и мора да ја потпишат изјавата и да излезат на избори каде што народот ќе го има главниот збор. Тоа сте го гледале на сите избори до сега и тоа ќе го гледате и во наредните 100 дена. И ќе ни се забрануваат, и ќе не заплашуваат, и ќе не предупредуваат, и ќе кажуваат дека цел народ ќе гласа за нив, ќе ослободат Македонија, или заробена е Македонија, полни ќе ослободат, се и се што ќе се изнаслушаме во наредните 100 дена. Но народот е свесен, народот е доволно зрел да оцени кој политички тим, која политичка опција, кое политичко воство е позрело, поспособно, покапацитетно. Опозицијскиот лидер пак вели дека е задоволен што се исполнети минимум услови за избори и дека очекува граѓаните да го кажат последниот збор. Тоа што го кажавме во делот на исполнување на минимум услови за одржување на фери демократски избори, го додржавме од почеток до крај. И последно, тоа што беше минимум исчекор во медиумите и прочистување на избирачкиот список, онолку колку што е можно во моментот во Македонија, е направено. Со отстранување на 171.500 во посебен дел на избирачкиот список, 55.000 по нашата евиденција, злоупотреби преку фиктивни гласови се отстранети како можност. Од сите овие 30.000 кои што се за бришење во избирачкиот список, 25.000 се фиктивни гласачи, 80.000 прават заедно. Тоа е 7,5% од скупниот број на гласачи кои што излегле 2014 година. Сериозноста во постапката и приличи на опозицијата во целиот овој период. И во албанскиот политички блок не го кријат задоволството од можноста да се стави крај на политичката криза. Фер, демократски и слободни избори, при што се договоривме парламентарните избори да се одржат на 11 декември 2016 година. Од 2 септември почнува почитувањето на сите рекови кои што се пропишани во договорот. Потпишавме договор да имаме фер и демократски избори на 11 декември, но поважно ќе биде ако партиите што ќе ја сочинуваат владата од задутре дадат голем придонес тоа да се дешава и на терен. Ние ќе продолжуваме да се однесуваме конструктивно. Меѓународниот фактор верува дека партиите ќе останат на договорот и дека граѓаните ќе имаат можност слободно да ја изразат својата волја. The leaders agreed today that the conditions are there for an election on December 11th. They specifically some conditions that were put forth in the July 20th agreement. The United States, the European Union are proud to have helped the leaders in this process, and we do believe that this can be an important step in resolving the political crisis.
Согласно последниот договор, во петок треба да се одржи собраниска седница на која ќе биде избрана новата влада за спроведување на изборите, а истовремено Санта Аргирова ќе стане новиот партиски уредник на СДСМ-ВМТВ. Од сабота почнува и мониторингот на медиумите кои сега адхок телото ќе го врши во полн состав, откако денеска беше договорено петтиот член да биде поранешниот дописник на МТВ од гостивар Љулјзим Хазири.